Драги гледачи, во склоп на Детскиот културен центар Карпош се одржа фестивал и културно надпреварување на класични и изворни инструменти на одамна. Од директорката Билјана Серафимовска-Лалчевска ќе слушнаме малку повеќе како помина овој фестивал, а секако да најавиме и некои интересни идни проекти. Добро утро. Добро утро и ви благодарам што сте тука, повторно да не поддржите медиумски за нашите активности. Токму така од 11 до 13 април се одржа петото фестивалско издание на фестивалот и надпревар за изворни и класични инструменти, насловен како Инструментите на моите предци. На наше големо задоволство, пета година поред и јубилејна, како што сакаме да потенцираме, во континуитет се одржува овој фестивал и надпревар со интересно име Инструментите на моите предци. На 11 април публиката можеше да ја проследи она ревијална вечер, каде што се представија сите оние минатогодишни победници во надпреварувачкиот дел, и тоа беше една извонредна вечер, каде што навистина публиката уживаше во изворните и класичните инструменти изведени од победниците, па би споменала Ерден Ајсали, 2 години поред ја доби наградата Гран При во надпреварувачкиот дел и тој се представи со својот бенд. Иако млад, тој е една наша успешна звезда која што му посакувам и блескава иднина. Тука ќе ги споменам и Вис Аманет, кој што исто така во едно од изданијата на Инструментите на моите предци ја освоија Гран При наградата, така што навистина публиката уживаше на 11 април. 12 април цел ден беше надпреварувачки и во оној надпреварувачки дух се одвиваше целиот ден. Едно прекрасно чувство каде што можевме да видиме од 7 годишни дечиња па до, да кажам, 17-18 години, деца кои што се надпреваруваа во 5 категории, и тоа пред категорија, оние најмалите и најсимпатичните, кои што од мала возраст кај нив се вродила љубов да изучуваат некои од овие изворни класични инструменти, и потоа се редеа надпреварувачите од прва до 4-та категорија, каде што во 4-та категорија имавме и настап на, односно надпревар на оркестри. Со задоволство можам да кажам дека жири комисијата ја имаше најтешката задача оваа година. Жири комисијата составена од еминентни педагози, професори, како што се доктор Тимко Чичаковски, потоа професор Милан Кацарски, професор Кирил Стојчевски и инструменталистот Љупчо Соколовски. И да не заборавам да кажам дека за сето ова да изгледа вака, најзаслужен е уметничкиот директор на фестивалот и надпревар, магистар Новица Соколовски, кој што навистина е еден карпошовец, кој што потекнува и неговите први чекори биле токму во Карпош, а сега се наоѓа од другата страна на приказната, и така што Гран При наградата годинава ја понесе хармоникашот Благоја Пачешковски со максимален број на бодови 100. Да. Така тоа е навистина едно убаво доживување, кога децата ги гледате и надпреварувачите во една неизвестност, бидејќи ние како поттик, секако тоа се бодува. Жири комисијата реков дека ја имаше најтешката задача, имаше и други, да кажам, 100 поени освоени максимални во други категории, меѓутоа секоја година ние ја доделуваме наградата Гран При на оној кој што ќе покаже најголем успех. Морам да споменам дека оваа година имавме чест да го отвориме надпреварувачкиот дел со Јован Јосифовски, на кој што навистина сме многу горди што го истакнува својот талент, и ќе кажам дека кога се сака, се може.
Така, но и го негувате нашето традиционално, културно и музичко наследство, бидејќи самиот наслов кажува инструментите на моите предци, ги од генерација на генерација на тој начин ги пренесуваме инструментите на нашите предци. Еве да може ли да наброиме некои од тие инструменти, па повозрасната генерација ќе се сети на тие времиња кога тие свиреле на тие традиционални изворни инструменти. Така, морам да споменам дека ревијалната вечер ја отвори изворниот оркестар на Детскиот културен центар Карпош, иако малку бројни, под менторство на професор доктор Тимко Чичаковски, кој што е и нивни ментор, направија една совршена изведба. Во нашиот дом како секција екзистира изучување на овие изворни класични инструменти, ќе кажем малку подзаборавени, но ние се трудиме она што е вредно да го зачуваме како секција, така што имаме изучување на тамбура, кавал, гајда, тапан и за наша среќа во нашиот дом девојчето Лара Марковиќ е нашата најмала тапанџика, која што, иако инструментот тапан, нели, го свират, го мажите, така што ние ја имаме честа Лара тоа да го прави во нашиот детски изворен оркестар. Така што еве еден апел на сите оние, иако се наоѓаме на централното градско подрачје, и градот Скопје како генерален покровител не поддржува во сите наши замисли, идеи, така што еве упатувам голема благодарност и воедно ги поканувам сите оние кои што сакаат да ги изучуваат овие традиционални изворни инструменти да повелат во нашиот центар. Благодарам за твоето време, што навративте кај нашите предци со овој интересен фестивал, ова надпреварување, но и слушнавме дел од инструментите кои ги свираат децата на овој надпревар. Благодарам, се гледаме повторно, ние секако сме тука да ги пренесуваме сите активности на Детскиот културен центар Карпош. Ви благодарам и вам.